Прибирање и забележување на народното музичко и епско творештво е одговорност пред нашата културна традиција. Со гениот на народниот творец се пренесувал магичниот здив на времето, во кој вечниот оган кој гори во нашите срца создавал и пренесувал музичко-поетски достоинства за препознавање низ вековите. Затоа е благородна идејата за секој повторно откривање и навраќање кон нашето богато мелопоетско наследство. Од тоа е идејата на документарната редакција на телевизија КИС за реализација на оваа документарна емисија, што значи свој придонес кон зачувување заборавот на се уште живата традиција на Тетово. Благодарност и до интерпретаторката Светлана Радевска, која со снимениот аудиоматеријал во студиото на Радио Скопје покажа незгаслив оган кон родниот крај и сентиментална врска со нашиот фолклор. Niko i Đurđa, niko
Во 1972 година е објавена збирката Мелографирани народни песни што се создавани во Тетово. Збирката Староградски песни од Тетово се поврзува со тогашниот јубилеј 50 години од формирањето на културно-уметничкото друштво Илјантески смок. Оваа збирка е плод на долгогодишната музичка дејност и ентузијазам на авторот, господинот Андре Апостолски, кој беше долгогодишен директор на Основното музичко училиште во Тетово, хорски диригент кој остави своја трага во музичкиот живот на Тетово. Коавтор на оваа збирка Староградски песни од Тетово беше младиот новинар Јован Дамјановски, а во создавањето на оваа книга учествуваше и сега веќе починатиот академик Тодор Скаловски, кој ја напиша рецензијата и уводникот и кој со силата на својата тетовска душа помогна пред точно 35 години да се издаде оваа книга. Светлана, ве познаваме по вашите настапи на голем број фестивали на македонска народна музика. Проектот Народни песни од Тетово, снимени на аудиокасета во студиото на Радио Скопје, ве представи како привлечен интерпретатор на староградски песни. Како настана идејата и кој ви помогна во реализацијата? Па јас пред себе ги поздравила сите гледачи на оваа прекрасна ваша емисија и би кажала дека идејата беше моја во почетокот, бидејќи имаше доста снимено тетовски староградски песни, а ова е дел од оние што не беа снимени од збирката на Мелографирани староградски песни на авторот Андре Апостолски и Јован Дамјановски. И бидејќи тие песни посебно ме привлекуваа, јас направив напор и со помош на продукција на Македонската радиотелевизија и со целиот дел, сите вработени во тој сектор, ја направивме оваа прекрасна избор на песни староградски тетовски не снимени до сега. И јас сум пресреќна зашто тоа го направив, затоа што тие ќе останат да се пеат.
Која песна ви е посебно драга, ви прирасна за срце? Па мене сите песни ми се драги, не можам посебно да одвојам некоја, меѓутоа би ја одвоила по текстот и по приказната која ја има од другите песни. Бог да бие убие, ќупче Јоше Бојанин.
Песните што ги интерпретира Светлана Радевска се мотивски разновидни. Покрај љубовните има и за печалбарството, таа вечна сенка од животот на нашиот народ, носталгични штимунси за родниот крај, за сонцето што заоѓа на Тетово, таму некаде меѓу високите врвови на опеаната Шарпланина, но и за родното огниште што представува вечен копнеш и предизвик за сите кои го напуштаа родниот крај. Со песните се опејувал тешкиот живот, но се пеело и за животните радости, за пријателствата, за историските настани. Музичките достоинства и лирскиот наплив во содржината на песните се вградува во мелодијата со сите метричко-ритмички карактеристики. Тие се жива, духо создадена собственост на бројни генерации, кои што започнале да ги пеат и да ги надоградуваат. За голем дел од нив точно може да се каже кога настанале и со кој повод. За дел од нив публицистот Владо Кочовски напиша книга. Основно за овие народни песни од Тетово е заклучокот дека истите представуваат изворедни примери за преливање на епското во лирското, со што музичкото ткиво добива една посебна богата орнаментика.
разговараме со писателот Јован Дамјановски, кој во своите младешки години како новинар, заедно со авторот на збирката Народни песни од Тетовско, Андро Апостолски, објавија оваа збирка пред точно 35 години. Писателе, како настана таа идеја за објавување на ваква збирка и што содржат песните? Од сегашна дистанца, тие песни беа како навраќање во волшебното огледало на животот. Како некој далесно ехо на далечните наивни свечености од младост. И денес така ја доживувам содржината на тие песни како враќање во младоста, зашто во збирката се отпечатени песни кои што некогаш ги пееле тетовци со растреперена младешка душа, и со такви песни се обидувале да со својата младост да освојат друга младост. Така настанале песните за Васка Евгова, за Епса Димушева, за најпрепознатливата тетовска песна Трпана и многу други, како што се Ѓорушице мори, како што е Бог да бие, убие Јоше Ќупче Бојан и други, кои што се создавале на романтичните сокаци низ Тетово и ја одбележувале душата на тетовци од тоа време. Овие песни, кои што се забележени во нашава емисија, ги подразбирам, ги чувствувам како некое заборавено кандилце од некој стар ормар на тетовската душа, како традиција која што не оплеменува и заеднината, како начин на нашето препознавање во минатото, сегашноста и иднината. Но тоа е време за препознавање на сите нас во минатото, но и во сегашноста и во иднината. Зашто не е се минато тоа што поминало, ниту е иднина тоа што ќе дојде. Во денештината треба да се препознаваме како луѓе кои што сме одговорни пред генерациите кои доаѓаат, за да ја запазиме, да ја запишеме, да ја оплемениме нашата душа со старите записи од нашиот живот, нашите предци, зашто традицијата и музичката традиција е дел од нашиот знак за препознавање во животот. Пред 35 години, далечната 1982 година, кој јас како млад човек ја со радост и задоволство ја прифатив идејата на господинот Андро Апостолски да направиме збирка Народни песни од Тетово, ја прифатив како начин да дадам свој придонес во забележувањето на мелопоетското достоинство на нашите народни песни од тетовскиот крај и во тоа време со голема помош и на академикот, покојниот академик Тодор Скаловски, кој е по потекло од Тетово и многу ни помогна и со песни кои што и тој ни ги кажа, кои неговите дедовци и баби ги пееле, но во најголема мерка со големото познавање на народниот мелос, на музиката и на ентузијазмот и еланот на Андро Апостолски, кој што е значајна личност на музичката култура во Тетово за многу генерации, кој што ги учеше во музичкото училиште, но еве и со записи кои што облагодаруваат тетовската душа со тетовските народни песни. Андро Апостолски ги знаеше многу песни од Тетово, но се обидовме заедно со него да одиме и по куќите тетовски, кај стари луѓе, како што е случајот со познатата Трајанка од Дол, и со други луѓе да забележиме песни кои што веруваме дека се настанале и се пееле во Тетово. Но кога сум кај музичката традиција, кај народните песни од Тетово, мислам дека е добро ако се одбележи еланот и на господјата Светлана Радовска, која како познати интерпретатор народни песни се обиде да ја комплетира представата за народната песна создадена во Тетово. Песните како што е Срце ме боли за Трпана, кажи Епсо Димушева, кажи Васко Евгова и другите се на некој начин обработувани и пеени, но дел од песните кои што се во збирката не се обработувани. И во таа смисла
Незиниот напор заедно со реакцијата на музичката реакција на Радио Скопје и сите луѓе што се вработени во Радио Скопје со касетата, аудио касетата што ја издаде со овие песни кои што досега не се пеани, мислам дека на некој начин се комплетира представата за богатото културно творештво, народно музичко творештво во Тетово, создавано на калдармата, некогашната калдарма на романтичните тетовски сокаци, кои што се знак за препознавање во минатото, во сегашноста, но и во иднината на тетовци. Драги гледачи, тоа беше нашата денешна емисија од областа на културата на Словела тетовски староградски песни. Им благодарам на учесниците и се надевам дека ги оправдавме вашите очекувања за нашата одговорност да презентираме дел од културната традиција на Тетово во која музиката има значајно место.